Еве назад со последната тема за денешниот утрински брифинг. Игор Јовановски е подпредседател на независниот синдикат на управата за водење матични книги. Добре дојдовте во утрински брифинг. Добро да најдов. Да го разбере, бидејќи втор ден штрајк има од вработените во управата за водење матични книги. Да го разбереме штрајкот. Која е главната причина? Бидејќи ова дојде како гром од ведро небо. Ако СОНК најавуваше, и се случи штрајкот на наставниците, ова со управата за матични книги денеска беше најавено, утре дента започна штрајкот. Така, не, независниот синдикат на управата за водење матични книги веќе 3 години постепено работи, комуницира со раководството на управата, со Министерството за правда за потпишување на колективен договор. Значи, ние постоиме од 2010-та, сме одвоени, значи до 2010-та сме биле под МВР, од 2010-та наака под Министерство за правда. Со години веќе комуницираме, правиме договор, таман ке стигне што некоја завршена точка, се менува министер, таман нов министер го упознаваш со работата, се менува директор и све така си тапкавме во место. Доволно е, одлучивме на 12 април 22 раководството на независниот синдикат на управата за водење матични книги усогласи дека време е за штрајк. Не бива веќе понатака. Ги бараме потпишување на колективен договор кој што воопште нема. Многу институции имаат колективни договори, ние воопште никаков немаме. Се водиме на колективниот договор за административни службеници. Да, господине Јовановски, велите секој пат кога сте дополнувале, ќе дојде нов министер. И сега последниот нов министер од Министерството за правда вели колективниот договор кој што е понуден за управата за водење матични книги е во тотална спротивност со законот за административни службеници. Така, да. Бевме ние во 2018-та, мислам дека се сретнавме. Да, 2018-та работна група од независниот синдикат на управата за водење матични книги и одговорни раководни членови од управата. Добре. На работна маса и они ја дадоа истата понуда 60 бода на образование. Не знам тоа од кај ми излезе 4 секретара, тоа се става ние се водиме по колективниот договор од јавна администрација. Таму стои исто по тие точки секретар има, меѓутоа ние немаме секретари и воедно ако доколку има управата секретари на нив да им следи 60 бода. Тоа изгледа некоја Всушност немате барање за 4. Немаме барање тоа за 4-60 бода. Остана линеарно бидејќи не ни беше некој работи прифатливо. Ајде да кажеме 20-15% на сите линеарно. Не ни беше прифатливо, имаме колеги што земаат 14.700 сега во моментот со претходната минимална плата, нели 15.200 беше. Се уште имаме колеги што земаат под 15.200, 15.500 колку беше, не знам точно. Колку луѓе се така? 10-20 сигурно се. Што земаат под таа минимална плата. Ја усогласија сега новата 2022 минималната плата од 18.000 денари, претходниот месец ја земавме по старата плата. Немаме земено ништо 18.000 ние. Да. Зошто тогаш, ако се преговарало со повеќе страни и во Министерството, зошто тогаш колективниот договор велат од правда дека е воопшто не... Да, тоа требало навреме да и нас да не информираат. Бевме со представникот од владата Милан Живковиќ, мисля чини да, Милан Живковиќ, човекот на место ни даде добри инструкции, конструкции како што со колективниот. Души и он помогна искрено во креирањето на нашиот колективен договор. Бојан Маричич, министерот, се нафати, респект за него, не истера до крај, меѓутоа таман кога дојде завршната фаза на последен состанок да се соседнеме, да се видиме, да го потпишеме, испадна Бојан Маричич нели го повлекоа од министер, Бујар Дерлишта, нашиот директор, и тој не го повлекоа, не му продолжа и пак се јава на ново, пак тераме со нов министер, нов ова и сега испаѓа дека колективниот не ви чини. Океј, нема проблем. Ќе ги трнеме 60 бода, затоа и работната група, да седнеме да се договориме. Ќе ги трнеме 60 бода на образование, дајте ќе ставиме 20-30%, не е битно, само да мрднеме од таа 16.000 плата. А сега новиот министер
релативно новиот Да. Тупанчевски и новиот директор на управата за водење матични книги Блери Мабази, ете има некаква заедничко соопштение дека се седнале на 19 април и слично. Имате ли вие Така, како... не, и ние бевме повикани, значи тоа е работна група, независен синдикат, членови на независниот синдикат, управата, Министерството за финансии исто дојда двајца представници, ми се чини, и од Министерството за правда. Нормално финансии, Министерството за финансии гледа, нема пари, поздрав, пријатно. Толку е муабет од нив. Правда во ред. Си кажа, трнете во ред, ќе го трнеме. Најмал проблем е тоа. Ќе отрнеме 6 бода, ќе останат само поради тежина на работа, да си останат тие 30% што си ги бараме. Каква соработка имате со господинот Абази? Разбира ли? Ја разбира, ги разбира ли вашите реално барања? човекот доаѓа, мислам дека од администрација, да, ја разбира, ја гледа работа, ги гледа и он е свесен, ги гледа платите. Ги гледа. Значи минимални сте стрикно, јас имам 16.800 со 12 години стаж тука. Ете, па приватна работа ќе си ја кажам, не крием од тоа. Имаме луѓе што земат помалце, имаме па луѓе, сите го знаете, мојот почитувана жива легенда Зоран Кузмановски, значи он се води референт, 38 години стаж има, 13.500 му е со основицата, со 38 години стаж стига до 18 и нешто, 19.000 плата. Нонсенс е. Никогаш да не му даете можност да се крене звањето, да може да си полагаете од референт, да стане виш самостоен референт, пошто сега тука се измешани законите. Ти вика, у Законот за државни службеници и јавна администрација, вика, само самостоен референт има право да работи со странки. Друг никој. А ние сме повеќе виши референти помлади него самостојни. Нема унапредување. Нема унапредување, да. Систематизацијата малце... Ако се преформулира колективниот договор, тоа ли е оно што ќе ги задоволи луѓето од управата за матични? Да се потпише колективниот договор, многу 80% се решени работите кај нас. 80% верувајте све, ќе биде завршена работата. И би престанал штрајкот или не знаете? За секунда. А штрајкот сега во моментов е на... Во моментов, да, си тече. Во цела држава? Во цела држава си тече. Сега без Сабајле ми јавија, сега дека што треба. Сега, сакам некако да ги изнесеме вашите барања, да сватиме зошто штрајкувате, од друга страна да ви напоменам, например, ако веројатно ги следите и вие, социјалните мрежи, каде што ако оној на наставниците доби голема поддршка, овој на луѓето кои што работат со матични книги не наидува, не знам дали е тоа поради неразбирање на вашиот проблем или реално можеби не треба да штрајкувате, нема да навлегувам во тоа, меѓутоа би сакал да ми искоментирате во однос на оние еден куп коментари кои што ги има на социјалните мрежи негативни, да, дека и Државниот завод за ревизија кој што оценува дека над 21.000, речиси 22.000 документи, тоа се 4% од работата на управата за матични книги биле погрешно издадени. Да. Како е можно да бидат 4%, тоа е многу документи се тоа, да бидат погрешно издадени. Еве луѓето зборуваат дека нема ниту љубезност во управата кога се вадат документи. Е еден вид на лавиринт кога ќе влезете во вадање на тие документи, меѓутоа овие се основни принципи на работа. Сега тоа ќе произлезе од тоа што луѓето не се задоволни од својата плата и едноставно работа за да им поминат часовите, или каде е ногите вие? Не викам да не е поврзано и тоа, меѓутоа стрикно ја не сум имал никакви проблеми 12 години со ни една странка, лично ја, за да не навлегувам за другите. Да, негативни има, за грешени изводи има. Факт е тоа, не бегаме од таа реалност. Пак ќе кажам, кој работи и греши. Не викаме не. Меѓутоа работиме... Зошто? Компјутерите ли? Не, знаете, народот реално, еве јас кога не сум работел тука, сум мислело иди дугме средена работа. Не е така. Не е тоа едноставно. Че работиме со книги кај што веќе и мастилото е избледено, да не правиме муабе за тие 20-тите, 30-тите црковни џами и книги. Не е толку едноставно да се прочита.
Имаме и проблем каде што порано било нели под МВР. И се они биле системски врзани. Имало право на избор, имаме проблеми со луѓе што во време бугарско на ОВ, во време српско на ИЧ, спроведено е во систем на МВР, меѓутоа нигде во книга не е забележано и тука настанува проблем голем. Во тврда копија книга. Да, а ние работиме стрикно по книги. Не работиме друго. Што гледаш во книга, тоа го средуваш во систем. И така функционира. И тука се тие настанати грешки, а претходно не биле исправани во книгите, значи. Него директно тогашната институција под МВР, било ете сега, нека ми извина што ги потенцирам, така функционирале. И затоа е тоа, луѓето не го знаат тој дел, ние го знаеме, ама ние гледаме да го покриеме тоа позадина. И затоа се тие грешки што настануваат. Знаете, беше бум тоа со бугарски пасоши, да ги извадиш ти од 20-тите, од 15-тите години, родени од 1915-20 правиме муавет. Е тука дојде. Ајде тоа е за изводите. Да. Што е со например посмртниците и тие ли и за нив ли фалат документи, фалат незапишани работи по книгите. Не знам како функционира, бидејќи има и таков коментар еден кој што барав посмртница ми дадоа извод на родени, например. Не знам тоа, значи од кај иде, што иде, не. Искрено не знам, не навлегувам таму. Со умрениците све се окей, не знам што е проблемот искрено за умрениците. Запишени само доволно е странката да знае место на смртта, година на смртта, доволно е. Да се знае тоа и да се најде лицето починатото. Добро, јас се надевам дека со овој разговор на јавноста и доловивме вашата работа, доловивме како би прекинал штрајкот. Штрајкот ќе трае се додека не го подпишете колективниот договор. Така. Ќе си трае тоа, значи тие ни се барањата, подпишување колективниот договор што не е на прво место. Второ, минималната плата што е сега е изгласана или 18.000, како што беше, што не сме ја земале се уште, бараме и тоа линеарно да биде покачувањето. Значи, референтот, доколку зима 18, помладиот референт 18.000, да има разлика со помладиот референт, да има разлика со вишиот и со самостојниот референт. Не може, 38 години стаж, работи, зима 18 нешто, доаѓа ново вработен да зима директно 18. Има ли многу вработување во управата? Сега грото договорци се. Пак ја кажам, фалат луѓе за работа. Може не во Скопје, не во Куманово, не во Гостивар, меѓутоа имаме градови Прилеп, Штип, Делчево, каде што фалат матичери. И треба вработување, тоа со години го бараме уште на нас, затоа еве никако да вработат луѓе таму. За цели 2 дена се во прашање како сте влезени во штрајк. Имате најава за, бидејќи она соопштение на Правда доколку се прочита, тоа е стрикно, таму се вели овој текст е тотално погрешен, нели, надвор од законот за административни работници. Да, за 6 бода. Да, има ли најава дека ќе седнете во брзо време, ќе разговарате, не знам? Нас не повикале. Да не повикаат сега веднаш, ние за 30 минути сме спремни за разговор. Све не е средено нас. Само повелете, викнете не, разговараме, договарам. Добро, ќе ви се заблагодарам за одвоеното време и за овој разговор. Благодарам.